Стадион. Емисија за вашата вистина. Анализите што Извозот на покажуваат? пшеницата од нашата држава е околу 15 до 20 илјади тони, тој најчесто за сточна употреба и се извезува најчесто во Грција, Малку е. во Албанија. Значи тоа не е некое голема количина која би ги задоволила Пшеното што потребите. случува тие останати до Така. 250-300 илјади. Во овие 2 години во овој кризен период од короната, значи и самата потрошња на брашното и на пшеницата е намалено, значи прехраната е намалена за 25%. Помалку се јаде, да. Или помалку се јаде или повеќе се штеди, како да кажам. И тоа најчесто е од причината што ние нашите деца една година, значи зборам студентиве и средношколци и основците, една година не идеа во училиште, што значи автоматски имате вие 600.000 деца и професори Тоа и беше голем удар и за вас. така, да, и кои не идеа на работа и не трошеа пари за прехрана во текот на денот, што се случи, значи голем удар на нашата индустрија. Тоа организирана искрена значи, немаше. И на државата, тоа не само на нашата индустрија, значи кога нема потрошње, GDP-то паѓа, не помали се приливите под основна даноци и така натаму. Тоа беше една мерка која беше катастрофална, би рекол, за индустријата и за државата. Но еве сега веќе не е така. И сега нормално е дека ќе се зголеми потребата. Државата, значи околу увозот, што викате потребата за увозот. Поради таа причина ние ланската година, значи 2021 имаме увезено околу 80.000 тони пшеница. Значи 80.000 тони. Во држава има купено околу 80.000 тони и има увоз на брашно 33.000 тони. Значи овие потреби на пшеница и на брашно, значи ги покриваат потребите на државата. Потребата во Македонија на брашно за еден месец е околу 12 до 13.000 тони месечно. Значи, тоа 12 до 13.000 тони нели претворено во брашно е некои 180.000 тони. 180.000 тони е околу 260.000 тони пшеница. Значи, пшеница конвертирана во брашно отприлика. Значи, тие се потребите на државата. Ние тие потреби секогаш како мелничка или како држава значи колку е потребата на пшеница од нашето мелење и колку е потребата другото се да увезува како брашно. За да се покријат потребите на граѓаните. Но ако гледате вие во контекст, како што вие викате, значи каков бил извозот или господинот кој што кажа и да толку милиарди евра за извоз, дефицит така натаму. Тоа е, значи еве имаме ние еден податок од Стопанска комора, мислам и државата го има, податокот е јавен. Значи еве случајот со Србија, значи 2006 година беа нели Југославија, Србија и Црна Гора заедно таа за држава, не беше Југославија, него Србија и Црна Гора. Тогаш ние како држава бевме во суфицит, значи имавме поголем извоз према нив од 300 милиони долари годишно, значи на двете држави, додека денеска ние сме дефицит од над милиарда евра со Србија, ме разбирате? Значи сакам да кажам колку нашето земјоделско производство, индустријско производство и така натаму е намалено во контекст на претходното. Значи сакам да потенцирам дека еве со субвенционирањето, значи кога почнавме ние. Значи сите држави околу нас донесоа други модели. Значи да, и тие субвенционираат, ама они ги субвенционираат и преработувачките капацитети. Значи не си ти само производител на пшеница ако немаш ти преработувачки капацитет во државата јак силен. Ако нема кој да купи, кој да... Попрецизно и тие производувачи на брашно и тие мелничката треба... Што е случајот во Србија? Во Србија, значи, они го субвенционираа и домашното производство земјоделско, ама и преку модели на, да кажам, кај нив поврат на ДДВ и така натаму, они ги субвенционираа и од купувачите. Така направија јака индустрија на брашното и јако земјоделие. Значи се етаблираа на регионалниот пазар и на, да кажам, европскиот пазар како и големи производители на житни култури, кои се најважни на држава. Не е битно државата колку е богата, битно е колку има жито. Поради таа помош, вашето брашно не може да биде конкурентно со цена со српското. Значи 10 години не имавме стабилна цена во светот, значи не само во регионот, кај што пшеницата беше ниска, поборувачката нели одредена и поборувачката и понудата ја држа ниската цена. Значи, кај нас, како ние немаме интерес да откупуваме, нели, пошто не можеме со конкуренцијата, така немаат интерес ни земјоделците да сеат. Разбирам. И се, тоа е дупли удар, би рекол, и кај што државата требаше да интервенира. Значи, нивната држава соодветно интервенираше. Албанија исто така. Во Албанија државата ги стимулира па трговците за извоз. Значи, таму еве со доматите. Значи, ние бевме најголеми извозници на домати регионски. Сега доваѓа извоз на брашно кај нас не се стимулира. Не, ништо не се стимулира кај нас. Значи ние извезуваме брашно евентуално во Косово, Албанија и нешто во Грција ако немаме бариера, нели така.
Сите тие, значи, проблемите најчесто настануваат од некомуникација помеѓу индустријскиот сектор и владата. И правилниците што се создаваат и законите. Секогаш треба да се седне заедно и вистински да се слушнат, значи, индустријалците и Па тоа ви е работа во комората, го успевате ли ова со... ние го правиме тоа, но немаме некако слух. Значи, цело време потенцираме, кажуваме, еве, сега сме ние членки и во Министерство за земјоделие и сакаме оваа работа еднаш да завршиме, да го поттикнеме домашното земјоделство повторно. Во случајов, значи, сега во Македонија имате необработени 100.000 хектари земјиште. Што државно, што приватно, значи, не ги интересира, не го обработуваат. Има закони за стимулација, има, значи, предложивме начини како во Словенија има дека мора да се обработува, ако не сакаш ти мора да ќе го обработува тој што сака, ако не ќе платиш пенали, не знам. Значи, начини како ние мора да го стимулираме домашното производство, зашто ние секогаш не сме, ние пред 20 години бевме независни за собствено си го произведувавме пшеница, да не ни требаше од увоз. Сега ние после 20 години ставаме увозно зависни. Зашто? А пшеницата е, значи, како што напоменав и предходно, заштитена со закон. Значи, ние мора да го вратиме тоа производство назад, мора да ги стимулираме земјоделците, не да ги обескрабуваме како што се случува на назад години. Еве, сега има Косово мерка, значи, во оваа кризна ситуација, вие и да имате пари, ако немате од кај да купите пшеница, немате пшеница. Не се битни са цените колкава е пшеницата. Нема кај да се купи, така. Значи, Косово сега носи мерка, интервентна мерка, за наредни 5 години. Вкупната субвенција на земјоделец што ќе насади пшеница му доаѓа околу 474 евра по хектар. Тоа е 28 денари. Кај нас се дават 100 евра по хектар. Им се дава сега дел на зелена нафта, тоа што се дава и толку. И сега ние што во петсекторска група со министерот за земјоделие, нели обезбедевме 2500 денари за ѓубривото што го не е доволно, верувајте ми. Значи не е доволно. Значи треба државата да заземе став. Ние тоа со години го бараме, 15 години го бараме, дека мора да се субвенционираат на предадено по килограм 2 денари земјоделците и 1 денар млинската индустрија. Зашто? За да не бидеме у состојба да им ја платиме на нив и да купиме да функционира. Значи со години го бараме тоа. Сега е моментот тоа да се направи. Зашто сега кој им дадеме за оваа жетва, они у октомври, у декември ќе насад, у октомври, ноември ќе насадат пшеница. И ќе има доволно за нас. Ние кризата не знаеме колку време ќе трае. Да, тоа никој ретко кој знае. А ќе трае, еве ќе го кажам и тоа. Украина е најголем производител на пченка, така? Ако сега во април и мај, кога се сее пченката, ако Украина не ја насее пченката, замената на пченката е пшеницата. Ке се створи толкава криза во светот што пшеницата уште повеќе ќе нема на пазарот и ќе се качи цената. Значи Украина и Русија околу 30% извозници биле во производители. Значи ние ќе се соочиме сега и да се заврши војната ќе се случи ова. Така? Значи ние мора да реагираме на време. Лоши се прогнозите. Стадион. Емисија за вашата вистина.